Работењето на полицијата и ставањето имиња на ново изградени и ново проектирани улици во општина Виница беа главна тема на денешната 18-та редовна седница. Да се спроведат обуки за движење и однесување на пешаците во сообраќајот или да се средат узурпираните тротари, да се преземат поригорозни законски мерки против неколку лица кои континуирано го нарушуваат јавниот ред и мир со мотори и да се најде сообраќајно решение за улицата покрај стариот градски плоштад, која секогаш е блокирана. Беа забелешките на советниците како до полицијата, така и до Советот за безбедност, а и до надлежните во општината. Полициската станица во Виница во првото полугодие од 2014 година има забележителни резултати на ниво на регион, но нема доволно кадар за да може целосно да одговори секаде каде е неопходно нивното присуство, беше одговорот од надлежните, но простор за подобрување мора да има. Нерегуларното паркирање и сообраќајниот метеж при полагање возачки испит неретко се причина за кандидатите да паднат на градска, така да иницијативата за воведување платен паркинг како идеја од соседството можеби е време да биде добре дојдена и во Виница. Со повеќе дискусија, со помалку анализа на доставените бројки, извештајот на полициската станица во Виница помина со мнозинска поддршка. Советниците цели 2 часа расправаа околу имињата на ново изградените и ново проектирани улици. Така, според листата која претходно Советот ја достави до владата, името на великанот Александар Македонски ќе го носи улицата 2008, чија изградба завршува. Проектираната се уште неизградена улица 2009 ќе го носи името Борис Трајковски и на таа улица ќе биде седиштето на стопанските објекти кои се градат покрај улицата 2008. Со 11 гласа за, 1 против и 1 воздржан помина и предлогот проектираната улица 2010 да го носи името Крсте Петков Мисирков. Улицата во Урбан блок 4, која води до бензинската пумпа на излезот од градот до мостот на Брегалница ќе се вика Индустријска и улицата од Здравствен дом Виница до село Јакимово ќе се вика Јакимовски пат. Сите овие предлози поминаа на денешната седница, но некои од нив останаа за разгледување и дополнително утврдување на следната. Инаку и денеска од Центарот за јавно здравје доставија извештај за бактериолошка загаденост на водата во Липец и Лески. Единствено извештајот за истибања беше во ред, меѓутоа Центарот предупредија дека водата во населените места воопшто не се хлорира, а за тоа најголема причина има човечкиот фактор. На оваа редовна 18-та седница поддршка добија сите училишта во делот на годишните програми и извештаите за работа, а беше одобрено и барањето за формирање нови паралелки со помал број ученици во средното општинско училиште Ванчо Прке. Советот го прифати кварталниот извештај за извршување на буџетот заклучно со 30 јуни, а беа прифатени и неколку барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.